Почитувани, добар ден. Ја започнуваме црвена линија. Околу собранието на Македонија ќе се воведува нова безбедносна зона. Според новиот закон на тревникот и просторот зад парламентот ќе бидат забранети протести, јавни собери, градежни активности и летање со дронови. Целта, велат предлагачите, е да се спречи изградба на приватни објекти до законодавниот дом и да се обезбеди сигурност на пратениците и институцијата. Но дел од јавноста се прашува дали ова е навистина само заштита од инвеститори, начин да се ограничи правото на протест или пратениците се плашат од... Пратениците веруваат дека протестите остануваат дозволени на улица 11 октомври пред главниот влез, но во задниот двор и тревникот, каде што досега имаше обиди за приватна градба, сега ќе владае целосна забрана. Дали ова законско решение е неопходна безбедносна мерка или прв чекор кон тампон зона, што ги оддалечува граѓаните од институциите? Кој како ќе контролира оваа зона и дали со оваа одлука се штитат државните интереси или се ограничуваат граѓанските права? Дали вакви безбедносни зони ќе се појават и околу други институции? Темата за денеска е безбедносна зона, кого и од што ќе штити? Тоа е централното прашање кое што го поставуваме вам и верувам како граѓани, како и во секој едно наредно издание на Црвена линија ќе земете активно учество и ќе ви имаме во голем број. Но бидете активни и на социјалните медиуми, почнувајќи од Инстаграм. Заследете на Инстаграм на профилот Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Штом ќе не заследите, веднаш кликнете на Инстаграм стори. Таму се активни секојдневно анкетите на Црвена линија. Денешната гласи вака: безбедносна зона околу собранието е под А заштита на државата или пак под Б закана за демократијата. Кликнете на вашето поле, односно на вашиот одговор. Ќе се сумираат резултатите во проценти и секако ќе ги соопштиме некаде кон крајот на Црвена линија, како што е впрочем и праксата. Секако ќе ве потсетам, најдобро и драго ќе ни биде да ве има во голем број на 023070005, секако да дадете одговор на прашањето дали собранието како безбедносна зона, кого и од што ќе штити според вас. И да не заборавиме да бидете активни на социјалните медиуми, како што е Facebook, односно профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија секојдневно редовно ги објавува темите. Пишувајте коментари и споделувајте. Ке ги читаме меѓу вклучување гледачи. Ако сте подготвени вие, секако подготвени сме и ние, па да ги чуеме и првите одговори на 023070005. Добар ден. Кристина. Тина. Тина Кристина. Тина ми е право име, повелете. Знам како ти е, не со Полша, само така ти верам. Христијанка. Зашто сега си јас сум христијанин и ти. Безбедносна зона околу собранието, еве, кого и од што ќе штити според вас? Со од кого ќе штити? Од луѓето. Сега немат луѓе во држава, се е шкртнато. И немат и слога меѓу народот сега. Не е како порано се штитеа луѓето. Имаше слога меѓу фамилијата. Сега и во фамилијата нема слога, не во државата. Сега е распа народот. Порано дедото, таткото се поштава мајката. Сега не поштават никој никога. И сега за никаде сме. А државата е на предни лом. И го менавне името, и државата и све. Ако сакат да замрзи тоа жена пред Северна, нека иде во Сибир, таму е ладно, таму ќе замрзи. А овде ние сме Македонија, најстарата држава во светот. Само сонцето е постаро од Македонија. Господа ни дај здравје и стеќе и памет во главата. Поздрав од Руме од Вижево. Поздрав до вас, Руме, благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжете да не гледате, вие сте и првиот гледач, а оваа дискусија почнува од овој момент. Па Црвена линија конкретно денес ве прашува: безбедносна зона околу собранието на Република Северна Македонија, кого и од што ќе штити според вас?
Добар ден. Добар ден, Дина. Поздрав и до вас. Игор Битола. Така, еве, оваа безбедносна зона како ви изгледа? Од што и кого ќе штити? Па мора, Тина, мора безбедносна зона заради тоа што пратениците мора да се слободни, тие се со факултети, дотерани, па не може да му штети некој да му кажува ни што да прат. Например, да му и па од што ете ќе штити од лошото нешто, да бидат безбедни и тие малце да бидат арно, а не само во лошо да бидат. Мене ми е жал за пратениците и собранието и министрите што толку ги критикуваат. Не треба тоа, не треба. Оти држава си знае, државата си оди со текот на времето. А јас па сега на болница ве примав инекција и затоа ти не ќе прекинем, оти малце сум разболен за се. Ајде, пријатно. Благодарам, да не останете во добро здравје и секако продолжете да го гледате ова издание на Црвена линија. Ке подсетиме секако да кликате редовно и на telma.com.mk, секогаш можете да бидете на нашиот сајт целосно, темелно, слободно ќе кажам, брзо и квалитетно информирани. А во однос на темата, еве, задржете си го вниманието, се разбира на следниот наслов. Собранието ќе добие безбедносна зона од 1,5 хектари со воздушна граница. Ете, вака изгледа тоа, со воздушна граница од 100 метри во вис и забрана за протести. Ке предизвика и финансиски трошоци за откуп на земјиштето, планирано за приватен паркинг. Почитувани, еве, како вие ја коментирате оваа безбедносна зона околу собранието? Дали е тоа според вас за заштита на државата или закана за демократијата? Оваа безбедносна зона според вас кого и од што ќе штити? Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Безбедносна зона околу собранието, ја мислам дека тоа безбедносна зона е за штитење на министрите што се во владата и сета влада од народот. Затоа што ако народот навлезе таму во безбедносната зона, ќе биде казнет. Значи, оваа безбедносна зона не е штитење на демократијата како они што се изразуват, него они се плашат од самиот народ кој живее во Македонија. Они толку се имат сгрешено према овај народ, што дури почнаа и да се плашат и најубаво е да постават жица низ која ќе минува струја, да не смее никој да се доближи до таа безбедносна зона. Затоа што може да биде човеков утепан, ако се доближи до таа безбедносна зона, која е со електрична енергија спроведена таму во жицата. Значи, они не договедуваат демократија во оваа држава, него они си ги штитат своите права, својот живот, а за народот уопште никој не го гајле што прави и што работе. Протестите може да се одржуваат и на друго место. Не е проблем за протестите. Ако треба народот да се дигне на протест. Не е работата да биде протестите во тие тамо 100 метра тамо колку што ќе се одредат. Благодарам многу за учеството и секако за одговорите во Црвена линија. Продолжете и вие да не гледате. Ние ќе подсетиме дека координаторите на сите пратенички групи се подпишаа на заеднички предлог закон за прогласување на просторот околу собранието на Република Северна Македонија за безбедносна зона. Пред координаторите прв како предлагач е подпишан собранискиот претседател Африм Гаши. Законот ќе оди во скратена постапка и нема да биде бесплатен за граѓаните, бидејќи се планирани засега непознати финансиски импликации за откуп на земјиште. Црвена линија ве прашува, безбедносна зона, од кого и што треба да штити оваа безбедносна зона околу собранието? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме?
Добро, во продолжение секако, додека очекуваме ново вклучување на 02-307-005, да ве посетам секако активни може да бидете и на Facebook, профилот е Црвена линија. Кликајте, следете, коментирајте, споделувајте, а ќе ги читаме коментарите за кусо време. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до емисијата, Тинче. Благодарам многу. Зона, координаторите на сите пратенички групи се усогласени да ја поминат, затоа што е во нивни интерес. Така си направија со 78% зголемување на платите, така еве и безбедносна зона ќе си прават. Јас идеја им давам израелски штип нека набават. Значи да се заштитат комплетно, затоа што тие забораваат, тие додека им требаат граѓаните до пред избори и за време на избори им требаат граѓаните, а после тоа менуваат мобилни телефони и во скопска изолација, во скриени во станчиња, во гета и уживаат на сметка на македонската сиромаштија. Како не им е срам? Каква безбедносна зона нека му помага на народот да малку да воздигне народот е паднат на колена. Нека помислам малку на македонската сиромаштија. Нека не се глупира, нека не трошат пари за безвезни работи. Кој кога сака и како сака може да го ишамали, да го испрески, да го истепа. Не да е пратеник, не да е со имунитет. Значи, кај ќе одат тие? Која безбедносна зона? Значи, не сме да се глупираат, повеќе да трошат народни пари, тешко, крваво заработени, даени, да ги трошат тие како сакаат да ги крчмат. Големо благодарам за вашите одговори и учество во Црвена линија. Останете и вие со нас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас секако една напомена ќе дадам во меѓувреме додека очекуваме вклучување на нов гледач или можеби гледачка. Веднаш повртењето на телефонскиот број 02-307-005. Не заборавајте да го намалите целосно и тонот на ТВ приемникот. Продолжуваме, верувам, со вас. Црвена линија денес прашува: безбедносна зона околу собранието, од кого и од што треба да штити според вас оваа безбедносна зона? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Во Црвена Голем линија. поздрав имате од Битола. Благодарам многу, поздрав и до битолчани кои што не следат во моментот. Сакам да зборам нешто во врска со темата, Тина. Така, повелете. Ми се бедисува темата, многу ви е убава. Тие се градат, собранието го градат, од луѓето се штитат, затоа што луѓето се многу гневни на нив. Не знаете, јас се движам меѓу луѓето многу низ Битола, не знаете каков гнев имат против власта, против сиве овие. Што беа и поранешните и сегашните од сиве, да речем, а сега ВМРО па ептен. Зошто вака шапрат овие луѓе, докато ќе одиме ние, сите деца не ги избркаја од државата. Сите деца се избркани. Па летово немате појма што се работи. Ова е чудо нешто. Верувајте, се штитат према мене од безбедносна зона прат околу собранието заради нивниот срам и страф ми се чини. Можда грешам. Ве молам, ве поздравувам многу од Битола и ви благодарам за остапеното време. Поздрав голем од Битола. Благодарам, поздрав уште еднаш и до сите оние кои што не гледаат во моментот од Битола. Големо и благодарам за вашето учество во Црвена линија. Ве подсетувам, еве и сега ќе можете визуелно да видите како изгледаме на Facebook, оние кои што можеби нема да успеете во живо да се вклучите, а и така ќе сакате да дадете одговор на денешното прашање на Црвена линија, тоа можете да го сторите и преку коментари. Секако ќе ги читаме, пишувајте и бидете активни. Црвена линија на Facebook изгледа вака. Безбедносна зона околу собранието е. Две опции за одговор, всушност ова е анкетното прашање на Инстаграм на Црвена линија. Дали е тоа според вас под А заштита на државата или пак под Б закана за демократијата? Пристигаат и првите коментари, продолжете да пишувате, во продолжение секако ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачи. Сега одиме во живо да слушаме според вас, почитувани. Безбедносната зона околу собранието, како ја објаснувате? Од кого и што треба да штити? Добар ден. Ало.
Здраво, добар ден. Томе, Се слушаме, повелете. па види вака, кој само се крие, кој сака да прикрие некои работи, да се заштити од нешто што направил. Само нешто направил некој злодела, криминал, некоја плячка, убиство, насилие. Тој ги прави тие работи, тој постекнува по овакви мерки. Ама, што мислат они дека вечно ќе владеат со држава? Мислат ќе не внесат од диктатура, они, овие? Абе, уште носевите им течат уште, се мрсулјаваат уште. Не се дораснати за да бидат мангупи, за да направат такви работи. Интересна работа, симптоматично, кога се патриотиве на власт, они ставаат заштитни огради, све и свашта. Од кого се плашиш, бе? Се плашиш дека некој ќе те собори, абе нема гале. Локални избори ќе ти кажат колку ќе ти вреди таа ограда. Јас само едно ќе кажам, они учат од најдобриот. Најдобриот, најшироко градиот широчна демократија у светот од американецот. Значи, кај да идам, у која држава да отидам, каде е америчка амбасада, таму све е тоа блиндор, врати, блиндирано, бетонски стубови, зидови, зидини, подликави мрежи, чуда. За сега они имаат поддршка од американците. Ама овој народ не може да го свати тоа, они мислат дека е прорускава или било каква друга антиамериканска. Нема време, поздрав, пријатно. Благодарам многу за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите. Да ги слушаме останатите ставови, одговори од ваша страна, секако како граѓани, ве како ја коментирате оваа нова безбедносна зона, која што треба да биде околу и зад собранието. Од кого и зашто треба да штити? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Повелете. Па ова е само обид да си спере глупоста што ја направија со продажба на паркот помеѓу собрание, статистика и дом на Арама. Прво треба да се рачисти кој дозволи да се продаде паркот, тоа земјиштето да се продаде, па после може да разговараме. И сега ова е начин како на народот да му се едноставно народ да се замае, еве ние зошто го откупуваме паркот ради оваа безбедносна зона. А тоа приказката е дека они направија глупост на времето го продадоа паркот, таму се замешани Јанкуловска и компанија, нели оние честните што ги бранеа до сега, и сега начинот како да се врати паркот за да може да се исплати газдарицата која меѓувреме е вработена во АЕК, нели како сатисфакција за тоа што ќе го земаат паркот. И сега ајде ќе носиме закон, ќе преме безбедносна зона што го опфаќа баш тој дел паркот. Бидејќи вие од зградата од кај даме Груев, што е блокот со камен да мавнете, сите прозори ќе му ги искршите на собранието. Тоа е едната работа и втората работа е јас сум бил на толку обезбедувања пред собрание. Ако вие народот не го повлечат провокатори и организаторите на протестот, ниеден човек не трга напред према собранието. Дали ме разбирате? Со глава ви го гарантирам тоа. Значи, ако провокатори и организатори на протестот не го повлечат народот или претходно договорената игра не тргнат напред према собранието, никој нема да тргне и да загрози безбедноста на... Ке посетам време траењето 90 секунди за едно вклучување, за едно излагање, но сега кој ќе ве охрабрам повторно да го завртите нашиот број со цел дели да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Еве како ја толкувате оваа нова безбедносна зона околу и пред собранието и дали сметате еве од што таа треба да штити и односно да биде заштита од кого и за што? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, видете вака. Повеќе од очигледно е дека владата го вари граот. Зошто? Па и самата знае дека работи против народот. Покачувањето само на нивните плати, а ќутењето за работничките плати, тоа е еден услов за да се плаши од народот. Тоа е еден. Друго, сите закони што ги носи се безвезни. Зошто се безвезни? Така се сите против народот, против интересите на народот. Не се размислува, се носи закон колку да се донеси. И ништо повеќе.
СДСМ ја имаше извајано оградата од владата. Овие ја вратија. Зошто? Се плашат од народот. И е за да се плашат. Не е само не. Ево го и Трамп истото го прави во Америка. Значи, навистина народот е помоќен од власта, кој ќе сака. Нормално. Може да направи многу беля, многу зија, многу немири во државата. Може да примора владата да игра онака како што сака народот, како што сака тој. Тоа е, значи, навистина има причина зошто владата ова го носи. Благодарам за вашето учество и секако за одговорите во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжете да не следите. А еве во безбедносната зона што се е забрането? Градежни активности, поставување на линиска и инсталациона инфраструктура, одржување на јавни собири, протести или манифестации, летање со дронови и други типови на беспилотни воздушни летала во воздушниот простор над собранието и безбедносната зона, вршење на други работи со кои се нарушува или оневозможува нормалното функционирање на собранието и објектите што се наоѓаат во непосредна близина на собранието, а се до границите на безбедносната зона. Почитувани, еве како вие ја коментирате ова нова безбедносна зона, кого и од што ќе штити? Добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме? Да, повелете. Вака. Владата нема што да се плаши од народот. Сега сме ние влезени во НАТО. Ќе си постави пред владата ракети. Најсовремено оружје што го има од НАТО. Па ќе се качи еден тенк горе на кровот. И од кој народ ќе се плаши? Ќе си се обезбеди. Па видите, цела држава е заседната со полицајци по вратине. Стално го зборувам ова. Во секоја институција, во секоја банка, општина, било каде. Од полицајци не можеш да влезиш. Така наречени полицајци. Така со некои курсови, кузне какви се. Не знаат, те прашува кај одиш. Денеска влага една банка, вика кај одиш. Викам од Ризла. Па не е Ризла ова. Па што ме прашуваш, викам кај одам? Толку не сум свесен кај одам. Затоа седиш да ме прашаш кај одам. Па не ќе да ти кажам кај одам. Од кај знаеш што работим, а тебе ти си споведам кај одам. Може да ме претресиш да не носам пушки и бомби со мене, тогаш да. Претреси ме. Не ме прашувай кај одам. Не сум глуп да не гледам што пишуват овде дали е банка или не е банка. Све е изместено овде кај нас. Без закони, без култура, без начин на понашање. Кога стават трактористи, министри, кога стават недошколовани, со крпени дипломи. Благодарам многу и вам за учеството и за одговорите. Посетувам само да се внимава на тајмерот, 90 секунди е време траењето на едно излагање, што значи автоматски прекинува вклучувањето, но секако добре дојдени сте и за нови 90 секунди, додека траеме повторно и повторно можете да го завртите нашиот број. Сега ќе ве префилам на Facebook, ни пристигна и првите коментари и ќе почнеме со коментарот на Љубен Ристески, кој што напиша: се штитат од народот што го излага, никогаш Северна само Македонија и слобода за уставобранителите. Ама ако ќе не молат за на избори. Благодарам многу, Љубен, за коментарот и активното учество во Црвена линија. И една многу важна напомена. Дури и во коментарите секако почитувајте го главното правило на Црвена линија, да се држиме до пристојноста и изборот на зборовите, во смисла на тоа да бидат, се разбира, културни зборови, каде што нема да има употреба на пцолсти, на вредливости и секако да нема говор на омраза и насилство, за да можеме да ги прочитаме коментарите. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Убав ден, Црвена линија. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ве слушате. Делај се. Чичко да ти каже нешто. Овие што се јавуваат лигуси,
Да не ги Лигури, навредуваме, сите ве се- молам, ве молам. Ама лигури све... Ето. Ама зошто не кажете што имате да кажете без да ги навредувате и гледачите и воопшто да користите погрдни зборови? Мора да разберете дека Црвена линија е пред се емисија која што е наменета за целата публика. Значи во ова време трајање може да не следат и нели помладите. Тоа е допустливо. Зошто се разбира да оставиме впечаток дека нашите граѓани кои што активно учествуваат и од вас бараме да ве слушнеме што мислат граѓаните, секако да оставаме впечаток дека секој збор кој што ќе го користиме ќе биде нели неубав, навредлив и така натаму. Може да поентирате, можете да го искажете својот став, но потрудете се, ве молам, да се држиме до пристојното. Добар ден. Исклучи, гајде, шум. Добар ден. Тоа, гајте ме, до. Дали ме слушате? Добар ден. Исклучи. Сега, ама ти ги исклучи. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако повелете. Благодарам. Па вака, ја ми се чини дека ова е погрешна теза на нашите политичари, на нашите политичари што бараат заштитна зона, никој да не пројде. Па дали тие се од посебен карактер, дали тие не припаѓаат на општество, дали тие не се избрани од овие граѓани во нашава држава. Дали тие не треба, значи, да се гордеа што ние сме ги изгласале и ние што се вика на некој начин сме го дале, значи тоа право да раководат со државата и да раководат што се вика со нас. Јас сматрам дека не се во право што на овој начин не деградира. Тој простор околу самата зграда треба да биде слободен, слободно да се движиме и да може што се вика и ако треба со дозвола да влеземе, да не покана дури, а не ние да бегаме од таа просторија, од тој прозор. Меѓутоа, ако сакат да ги сакаме, треба и тие нас да не сакат и да не почитуваат. Меѓутоа, кога ќе биде тоа, не ми се чини дека на светиникат и една за секојаш треба да сватат. Ние сме со нив, а тие за нас. И ако бегаат од нас, ќе биде они ќе изгубат. Ние нема да изгубиме. Благодарам, поздрав. Големо благодарам ви велиме и ние за вашето учество во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав, повелете. Значи, добар ден, убав ден, среќен Убав ден. ден и Ајде вам, да се почнеме секако. вака сега во врска со ова. Јас мислам дека ова е навистина еритирачки предлог од владата. Доколку го донесат ова како решение или ако и веќе го освоиве најверојатно, тоа е многу иритирачки. Еве ги слушам луѓе во што зборуваат, значи се плашат од луѓето или што е работава сега. Зошто да има таква зона кај што не може никој да помине? Убаво рече еден од претходните гледачи. Ако сака народот да влезе, ќе влезе како тогаш на 27, па што? Значи, дајте таму размислувате што правите, немој заштитна зона. Од што се штитите? Нема мечки во Скопје, колку што знам јас. И те напоменам уште една работа во нова. Се додека ВМРО не ги симне тие 78%, ќе биде пак со минус. И нешто плюс сакам да додадам, синојка го слушав овој за отпадот. Тука кај нас има едно, се извинувам што морам ова да го кажам, ама сакам да го кажам, за Шишињава. Се расипа тоа и нигде го нема да го направат, а да му даваат реклама како треба да се штити. Значи, владава да си земе малку памет у глава, да не го носи овој закон или да го отфрли. Убав ден, пријатно. Најубав ден и вам, благодарам за одговорите и секако за активното учество во Црвена линија, продолжете да не следите. А еве како генерално јавноста и на профилот на Телма телевизија реагираше кога беше објавена веста дека собранието ќе добие безбедносна зона од 1,5 хектари со воздушна граница од 100 метри во вис и забрана за протести. Димче Джеровски напиша: од кого се плашат, од оние што им ја дале довербата или од нивните суети? Ке падне уште некое тендерче, па никаде мора да се арчат кредитчиња. Како бре овој народ не се свести дека треба да стане и еднаш да рече доста? Безбедносна зона, почитувани, според вас, од кого и од што треба да штити? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете.
Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Благодарам. Ве гледам редовно. Прв пат учествувам и гледам редовно. Само да се пребавиме ние гледачите колку ќе може парламент да направиме зашто ние се знаеме. Се разбираме? И ве слушаме. Секој ден сме и ние се знаеме. А прв пат се јавувам. Верувам не и последен пат, драго ни. Благодарам. Најпосокуваната тема. Стварно, благодарам. Убав ден. Еве, според вас, како ја коментирате ова нова безбедносна зона? Безбедносна зона не држи место. Значи, не сме самите безбедни, не уши некои други да не безбедуват. Толку. Благодарам. Тоа е се. Добро, благодарам многу. Покуси од предвиденото и драго ни што еве за прв пат се вклучивте во црвена линија. Ќе повторам, можеби нема да биде и последен пат, верувам. Ќе ни биде драго да ви има секако во огромен број. Црвена линија е всушност просторот каде што граѓаните даваат одговори генерално и ставови и мислења во однос на случувањата кои што ги споделуваме со вас. Денес зборуваме за најавената безбедносна зона. Ке потсетам од 1,5 хектари со воздушна граница од 100 метри во виси забрана за протести околу и пред собранието. Па според вас, почитувани, оваа безбедносна зона од кого и од што треба да штити? Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Видите, јас го оправдувам тоа и мора да се заштити тоа, господице. Еве, 27 април, знаете која година, со 59 пратеника ние уришија Македонија, господице, без да не прашат наш граѓаните дали сме промена на устав, дали се смена на име. Тоа е жално и трагично. Има луѓе што револтирани ке улезе или ке тропне на джам, па по 17 години како што ги осудија овие господи лежат со тие штети од собствената држава. Па мора да се заштите, погледнете ги вие. Па се може да се продаде, гледа име, знаме, шахти ринат ме, господице. Погледнете днешниот ден што се работи у Струмица. Па тоа е жално, па тие луѓе се револтирани, бе. А што се вика сиромаштија во Македонија, нема, господице, сиромаштија. Са наме неработлив народ. Лажат тие што викаат сиромаштија, не. Не, тражиме работници, нема, господице. Социјалци само. Клати дебили книжка води у партија, ке те вработат, клати врата, земај плата. Се извинувам, кажете, ве молам, безбедносната зона околу собранието, според вас е заштита на државата или закана за демократијата? Дали го имаме се уште гледачот? Ало? Имаме анкетно прашање на црвена линија, па... Јас го оправдувам, има револт кај граѓаните, господице. Луѓе се револтирани од такви предавници, морат да се жести. Добро, благодарам за одговорите. Сега кога ќе потсетим, имаме активна анкета, уште еднаш ќе ви придочам како изгледаме на Инстаграм. Не заборавајте да учествувате активно во анкетите на црвена линија. Доволно е да го заследите нашиот профил, но и профилот на Телма телевизија. Прашањето за денес е: безбедносна зона околу собранието е под А заштита на државата или пак под Б закана за демократијата? Кликајте на вашиот одговор и сега го кон крајот на ова издание ќе ги соопштиме и резултатите. Да ве слушнеме во живо. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Вие сте, повелете. Прво да кажам за прашањето дека ова е закана за демократијата. Значи, парламентот чита. Кој ги плаќа нив? Ја можам да сватам, од што се плашат? Значи, треба да работат како што треба да работат, а со овакви огради, овакво безбедносна зона околу собрание, значи, ја не знам, да, можда и го има негдека, меѓутоа ја не знам дали го има, али знаете како, тоа се ствара уште поголем револт. Ја мислам дека ова може да дојде, да ескалира некој пат, а не дај Боже, меѓутоа знаете секакви случувања може да се случат секогаш. Така да ова е која демократија? Ајде сега да бидеме да збориме. Која демократија, ако ти се браниш, народот те плаќа, се плашиш од народот, значи ти биди реален да не се плашиш и народот да не те напаѓа.
Така да работи како што треба, а не ти да бидеш и да се оградуваш таму. Па еве колку години оваа Македонија вако нешто не се случило, значи сега почнува затоа што се случи 27 април. Па не знам каква ограда и колку да се ограда, ако нешто сака да ескалира и ќе ескалира. Значи ова уопште не е мерило, али штета е за демократија. И ние ќе кажуваме за демократија. Ова е срамота, не знам што. Јадат, пијат, зимат плати, шетат, све и свашта имат на грбот на народот. Народот ги плаќа со толку и на крај да се штитат од народот. Нема, не се штитат од животни, они се штитат од народот. Народот е тој што треба да го каже. Благодарам за одговорите и учеството. Подсетувам тајмерот број 90 секунди за едно вклучување. Еве како се реагираше кога се објави веста дека околу собранието на Македонија ќе се воведува нова безбедносна зона. Игор Магеровски го има напишано следното: префрлете го собранието во криволак. Драган Гоџо има напишано за да се покомотни, нека го намалат бројот на пратеници на 80. Миланка Стефовска има напишано да, за да си ги паркираат пратениците нивните автомобили, уште малку и со коли ќе влезат на работното место. А Спики Грдановски напиша: ставете и бодликава жица, тенкови да се знае. Безбедносната зона која што се најавува, кого и од што ќе штити? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме, така? Да, повелете. Од кого ќе се штити власта? Па од тие што ги избрала, очигледно. Зашто, видите, веројатно имаме искуство и во нашата држава, и во соседните држави. Ако тие што ја водат власта, што ги избрал народот и ветиле дека нешто ќе направат, а не го прават тоа како што треба, и сега ајде да се заштитиме да не случајно се створи таква концентрација на незадоволство што ќе предизвика демонстрации масовно, разбирате? И очигледно дека тоа не е во ред. Ја нечем да споредувам, ама далеку сме ние од Финска или од нордиските земји, каде што премиерот иде со точак. Се имаше еден несреќен случај, меѓутоа таму толку се слободни луѓето што нема од кого да се крие. Тој работи за народот, ама очигледно дека кај нас не е така, кој сака нека се лути, нека ми замерува. Првенствено им се други работи во памет очигледно, а последна работа им е таа за која што се избрат. И затоа државата така не оди. Се додека не се стават луѓето, дојдат таму на власт, ако успеат луѓе кои што ќе се грижат првенствено за општиот интерес, па после за нивниот, тогаш може да видиме нешто фајде. Иначе вака ништо не бидува и уште тенкови ни требаше рече некој или бункери таму да стави. Благодарам. Благодарам многу и вам за учеството на Facebook, пристигаат многу коментари, драго ни е поради тоа. И еве еден коментар кој што го напиша Дени Митов. Поздрав Господја Тина, мој предлог е до вашите гледачи да го изгледаат филмот V for Vendetta. Ете, можете да се го запишете филмот кој што ви го предлага гледачот Дени Митов. Филмот е негде 2007 снимен, има доста работи предскажано. Пепи Трајков, еве исто што напишал, заради нивна сигурна безбедност, предлагам собранието да изгради зид околу собранието и влезна голема метална капија, а згора над зидовите бодликава жица тродупла, плюс да им се зголеми платата и патните трошоци тродупло. Од тоа посигурно здравје. Поздрав и убав ден. Поздрав и големо благодарам и вам, Пепи Трајков, за активното учество во денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас. Повелете, ве слушаме. Безбедносна зона околу собранието. Тоа е најголемата глупост. Тоа е им е мувата на капата. А на кого му е мувата на капата? Од кого се плашат? Кои се тие што треба да се штитат? Јас ќе ви кажам. По денешна Македонија се појави нова религиозна секта. Тоа ново човеково суштество е почитувач на новото свето тројство, а тоа е да се истовремено биде во една личност професор, политичар и бизнисмен.
барем еден елемент да фалеше. За нив политиката и професорувањето е само алат за да си го водат бизнисот. Во состојба се да од денесните македонци направаат дека се небесен народ, да го лажат, дека се потомци на фараоните, на Херкул и другите светски митски јунаци, а во суштина потекнуваат од лумпен пролетерите, чии родители дедовци се лигавеа и додворуваа на удба. Тие се плашат, затоа воспоставуваат безбедносна зона. Мицкоски е подржувач и докажен блефер и кукавица. Благодарам за учеството. Ево уште еден коментар пред да преминеме и на резултатите од анкетата. Турка ни беше на нашиот профил на Црвена линија на прашањето безбедносна зона околу собранието, заштита на државата или закана за демократијата. Напиша: до вчера беше сегде слободна зона за градење на дивоградби. Кој кај ќе стигне, а од денеска стана безбедна зона, се плашат криминалците. Ние секако во продолжение да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Еве ги одговорите на прашањето безбедносна зона околу собранието е под А заштита на државата, одговорија 33%, а под Б закана за демократијата, одговорија 67%. Продолжуваме со рекламите, па се враќаме во студио. Почитувани, благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што го креирате вие преку вашето учество и секако споделувањето на вашите ставови и мислења во однос на темите кои што ги поставуваме секојдневно, па така ќе биде и утре во истото време со нов предизвик. Сега ве потсетувам задолжително и да кликате на telma.com.mk доколку сакате да бидете целосно, брзо и ефикасно информирани. И останете со Телма, она што следува е секако новото издание на Да си кажеме со Горан Петровски.